Сега многу е тешко од кај да се почне, бидејќи тука беа искажани аргументи заради аргументи или алиби за одбивање на амандманот заради алиби без конкретизација на истите. Велите ова е под град Скопје. Па добро, ако е под град Скопје, а град Скопје нема средства да го направи, зошто државата тука да не помогне? Ова е голем проект. Ова не е мал проект и затоа е во ред државата, владата, министерството да одвојат средства и да помогнат на градот Скопје. За ваша информација, сега јас да ви кажам, проект за оваа четврта фаза од овој булевар има. Работата е што, затоа и го поднесовме амандманот, градот Скопје го нема ставено во програмата за реализација на овој проект за наредната 2020 година, тоа е проблемот. И затоа реагираа граѓаните, таму имаше советници и од ВМРО ДПМН и од позицијата кои што реагираа затоа што не е ставен овој проект во програмата на градот Скопје за реализација на инфраструктурни проекти за 2020 година и затоа поднесовме амандман до министерството, односно до владата, да можеме ние да го подпомогнеме завршувањето на овој булевар. Инаку не е ништо страшно дали е под локална самоуправа, дали е под државна власт. Нека еден состанок направат, тоа го правела заменичката министерка и тоа добро го знае со претходната влада, со градоначалникот на градот Скопје, така ли министерке? Со градоначалникот на Кисела вода, нека направат една група од проектанти или стручни лица и нека се отпочне со реализација на оваа четврта фаза. Тие заедно ќе направат, ќе најдат средства, ќе земат од одредени ставки кои што не се приоритетни, ќе стават во други кои што, како овој кој што е приоритет, ќе се направи соодветна група која ќе работи на проектот и работите ќе бидат во многу брзо време завршени. Плюс, тука имаме искуство во однос на реализација на овој булевар, 3 фази се направени. Тоа искуство треба да се пренесе на оваа четврта фаза и граѓаните и на Кисела вода, и на Студеничани, и на Зеленикова, веќе од за, не знам, година и пол-две да ги транспортираат своите стоки или да се превезуваат по еден модерен и цел булевар. Значи, новој проект да му ставиме точка и да кажеме дека проектот Борис Трајковски, булеварот Борис Трајковски конечно е завршен. Тоа што вие ми кажавте дека некој пат 2-1-3-1 кој што поврзува населените места Драчево, Орешани, Таор. Добро, тоа е во ред и ние го поздравуваме тоа како опозиција и не наоѓаме мана за тоа, но ние наоѓаме мана еве исто кога веќе сме ке Драчево, Долно Лисиче, Гази Баба, Јурумнери. Го правевте 2,5 години, луѓето во Долно Лисиче беа во кал 2,5 години. Знаете и вие, господине Велковски. 2,5 години. Го направивте после 2,5 години каде што? Атмосферската канализација, проектот и сите пропратни работи ги направи претходната влада и претходната локална самоуправа. Вие 2,5 години стававте асфалт. Така ќе биде и со пластичарската улица, што сега ја кажувавте во однос на вчерашниот амандман ви избегува обиколница. Вие кажавте дека пластичарска улица ќе биде реконструирана. Знам што ќе направи. Ќе го извадите тој асфалт, ќе ставите нов асфалт како што правевте на булеварите, на булеварот во аеродром последна петка. Тоа е вадење старо нов асфалт, зависи кој каков каде е, и ставање нов асфалт. Граѓаните на Скопје велат, сигурно купиле некоја асфалтерка, па сега асфалтот мора да го потребат. Некаде ќе го потребат при вадење на старо новиот асфалт и ставање нов асфалт. Мислам дека во ред тоа што ќе се направи, како што велите и канализации и водовод, тоа е за поздравување и ние го поздравуваме. Ова се сериозни захвати инфраструктурни и тука мораме ние како пратеници да се одважиме и да поддржиме решенија кои што се за добробит на граѓаните. И не го зборувам ова како една политичка флоскула, навистина го мислам дека граѓаните на општина Кисела вода особено, да не зборувам за аеродром, имам амандмани, се на некој начин, не ме сваќајте погрешно, запоставени и од локалните власти и од владата на Република Македонија. Точно е дека е Кисела вода можеби во незавидна финансиска ситуација, но затоа не била и претходно во некоја добра финансиска кондиција, но тука било и градот Скопје, тука била и владата, и заеднички се помагало и се работело и имаме сериозни проекти. Па еве и двата булевара, и булеварот Борис Трајковски, и булеварот Србија во делот на аеродром и Кисела вода се направени од претходната влада. Сега булеварот Србија е едно сериозно инфраструктурно решение. Оди од мостот, од хотел Клинтон,
Колега Данев, ви Хилтон благодарам. до кружниот тек во кисела вода. Трета Македонска исто така, Колега Данев, ви возможно благодарам. сериозен брз проток и на автомобили и безбедност во сообраќајот, каде што имаме две средни училишта. Мислам, ова се сериозни захвати инфраструктурни. Јас сакам да ви кажам едно, дека сам градоначалникот на град Скопје или градоначалникот на кисела вода овие инфраструктурни проекти не може да ги реши. Затоа е тука владата и затоа ние како пратеници треба да се одважиме, да не одиме по партиска траекторија, туку да ги следиме барањата на граѓаните. Добро, кажете. Ако нас не обвинувате дека ние некогаш тоа сме го правеле, тоа не ви дава за право вие сега да го правите. Искрено ви кажувам. Така да, ќе ве замолам уште еднаш, еве тука гледаме и пратеници од... Да, ве замолувам, многу е битно, господине председавач. Се извинувам. 3 минути се извинувам, многу е битно. Многу е битно. 50.000 граѓани, загрозена им е безбедноста при сообраќајот. На огромен број стопански капацитети им е оневозможен брз проток на нивните товарни возила и со тоа не се ствараат услови за развој на економијата и на стопанството. Ова се сериозни работи. 50.000 граѓани, а на тоа кога ги ставиме и граѓаните, пак ќе кажам, од аеродром Гази Баба и другите од градот Скопје што гравитираат, па тоа е можеби 2 града од Источна Македонија. И па не е тоа така едноставно. И лесно е, значи лесно е да се одбие еден амандман. Јас ги убедувам пратениците од владеачкото мнозинство. Еве конкретно господинот Велковски, Филиповски и Прентович. Нека дадат објаснување, 2 аргументи зошто да не обезбедиме дел од овие средства и да го почнеме проектот четвртата фаза Борис Трајковски од нулта позиција. За да не знам во јануари, февруари дојдеме до 3 мм проект. Фигуративно кажам. Па не може така. Не може така. Има пари во буџетот и може да се обезбедат. Нели блескаме? Ви благодарам.